Секоја трета компанија размислува да стави клуч на врата ако не се намали цената на струјата или ако не добија државна помош, покажува анализата на Организацијата на работодавачи, спроведена на 125 компании кои со струја се снабдуваат на отворениот пазар. Ваквото лошо работење се должи на скапата индустријска струја, која е за 7 пати зголемена за разлика од пред неколку месеци. Најпогодени од растот на цената на електричната енергија и другите енергенси се компаниите од преработувачка индустрија и трговијата, каде вкупните оперативни трошоци се зголемени до 60%. Истовремено, овие компании, особено поголемите, се целосно изземени од досегашните директни мерки за поддршка на владата во форма на субвенционирана цена за струјата и пристап по поволни кредити за инвестиции во обновливи извори на енергија. Поради сложеноста на административната процедура, едва 1/3 од компаниите успеале да започна со сопствено производство на струја со сончеви панели. Во насока на намалување на негативните ефекти од енергетската криза, Организацијата на работодавачи на владата ќе предложи нов пакет мерки. Клучната е за директно субвенционирање на струјата и тоа над одреден ценовен лимит, како и други суштински мерки за помош на компаниите. Од 100 или 200 евра за мегават час во зависност од финансиските можности на државата. Со овој пакет мерки меѓу другото се предлага и намалување на ДДВ за електрична енергија или ограничување на маржата за пренос и дистрибуција на електрична енергија. Работодавачите бараат од владата и гаранции дека нема да ја менува законската регулатива, како и мерки со кои се овозможува поголема флексибилност на пазарот на труд. Предлог мерките денеска ги слушна и вице-премиерот Фатмир Битиќи, кој одржа состанок со компаниите, но зад затворени врати. Инаку најголем дел од компаниите од преработувачката индустрија се изземени од владините мерки за субвенционирана струја, но и пристап до поволни кредити за инвестиции во фотоволтаици.